Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер. На почеток на Дневникот гледаме кои настани го одбележаа денот. Во Скопје на средба со лидерите од регионот. Владата задоволна од реализацијата на реформската агенда. Не очекуваат кратење на парите. Опозицијата критикува. Данска од утре го презема претседателството со Европската унија. Дали скандинавските земји имаат интерес за проширувањето кон Западен Балкан? Од Прилеп до Скопје за нешто повеќе од 1 час. Пуштен во употреба експресниот пат Фариш-Дреново. Дојде време кога државата не е банкомат за моќници, туку мотор на развој. Летна сезона за пожари и здравствени предизвици и сообраќајки на автопатиштата. Полицијата ги отстрани блокадите во Србија, но протестите продолжуваат. На 1000 пожарникари се борат со пожарот кај Измир во Турција. За инфраструктурните проекти, оние кои се во тек, но и оние кои се најавуваат, за политиката, меѓународните односи, во тема на денот ќе разговарам со Александар Николовски, вице-премиер. Останете со нас, почнуваме. Еврокомесарката за проширување Марта Кос денеска и утре е во официјална посета на земјава во рамки на лидерската средба ЕУ Западен Балкан. Фокусот е ставен на планот за раст, преку кој Европската унија дава конкретна поддршка за економско приближување на регионот до европскиот пазар. Прва на агендата беше тетатет средбата со премиерот Мицкоски. Тамара Дичовски известува. Тамара, знаеме ли за што се разговарало? Да, средбата веќе заврши попладнево. Еврокомесарката за проширување Марта Кос оствари тетатет средба со премиерот Мицкоски, а потоа следуваше и билатерална средба помеѓу македонската и европската делегација. Според соопштението кое го испратија од владата, на средбата се разговарало за европската перспектива на регионот со фокус на спроведувањето на реформите, реализација на планот за раст на Европската унија за Западен Балкан и унапредувањето на соработката со европските институции. Премиерот Мицкоски истакна цврстата определба на владата за интеграција во Европската унија, достоинствено и преку спроведување на суштински реформи во областите на владењето на правото, економскиот развој и дигиталната трансформација. Еврокомесарката Кос ја поздрави реформската агенда на владата и ја потврди поддршката на Европската комисија за напредокот на регионот и на европскиот пат. Премиерот нагласи дека средбата представува потврда за зголемената улога на државата во регионалните и европските процеси, како и признание за новата енергија со која владата ги води реформите и создава предвидлива и стабилна иднина за сите граѓани. Информира од владата дека се разговарало ова на средбата помеѓу премиерот Мицкоски и еврокомесарката за проширување Марта Кос. Меѓутоа, покрај овие средби веќе и македонските функционери почнаа да и денеска остварија средби со представници од европската делегација, поврзани или не поврзани со нивните ресори, па така председателот на Собранието Афрем Гаши оствари средба со директорката на Европската служба за надворешни работи на Европската унија. Како што информира од кабинетот на Гаши, во продолжение ќе го прочитам и соопштението од кабинетот на председателот на Собранието за тоа што се разговарало со директорката на Европската служба. На средбата беа разменети мислења за актуелни прашања за степенот на спроведени реформи поврзани со пристапувањето на нашата земја во Европската унија, во однос на исполнување на последниот услов за продолжување на процесот на преговори. Председателот Гаши изрази подготвеност за негова реализација со обезбедување на одредена предвидливост одвивање на понатамушните фази согласно копенхашките критериуми, апелирајќи да не се дозволи понатамушна билатеризација на процесот, која само ќе го зголеми евроскептицизмот во земјата. Земјата веќе има направено многу отстапки во изминатите децении и истите се рефлектираат на процесот на поддршка за Европската унија кај граѓаните, информира и од кабинетот на Гаши. Во меѓувреме и министерот за јавна администрација Горан Минчев се сретна со претседавачката на Советот за министри на Босна и Херцеговина, каде што истакнал дека овој самит представува историска можност за нашите држави да го засилат темпото на реформи со цел побрзо и поефикасно приближување кон Европската унија. Тоа е она од официјалниот дел, односно средбата на премиерот, министри и како и председателот на Собранието со европските представници, премиерот Мицкоски
Мицкоски е домаќин на самитот ЕУ Западен Балкан, кој што се одржува денеска и утре тука во Скопје. Утре се очекува да пристигнат премиерите на државите од регионот Албанија, Косово, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора, каде што во фокус на утрешните панели ќе биде планот за раст и реформската агенда, меѓутоа и предизвиците со кои се соочува нашата земја и земјите од регионот на патот кон Европската унија. По панелите во утрешниот ден предвидено е пресконференција да одржат и премиерот Мицкоски и еврокомесарката за проширување Марта Кос околу заклучоците на дводневниот самит кој што се одржува тука во Скопје. Тамара, ти благодарам. Остануваме да го следиме самитот чиј домаќин е Македонија. Земјава ризикува понизок процент на исполнетост на реформската агенда од планот за раст во јуни, но не и губење на европските средства, уверува министерот за европски прашања. На пресконференција по повод една година од мандатот на владата, тој истакна дека институциите се уште имаат простор за исполнување на обврските, особено оние кои не бараат законски измени. Процентот на реализација на реформите од планот за раст ќе биде понизок во јуни отколку тој во декември, но европските средства не се под закана, уверува министерот за европски прашања Муртезани, кој даде отчет за сработеното во една година од формирањето на владата. Рече дека министрите се тие кои до деталј знаат што е, а што не е завршено, но и дека до крајот на денот институциите можеби ќе успеат да завршат дел од својата домашна работа, која не е нужно поврзана со носење на нови закони. Во јуни 2026 ќе бидат под ризик, бидејќи тогаш ќе ги изгубиме средствата. До тогаш средствата ќе не бидат на располагање. Откако ќе помине формално извештајот и ќе имаме појасна слика, ние со премиерот на тематски седници редовно го следиме процесот на имплементација, ќе видиме кои се причините, ако е нешто каде што може владата да интервенира, да се забрза, секако дека тоа ќе го направиме. Прво да видиме што ќе се постигне, за тоа што нема да се постигне, кои се причините и после секако доколку доаѓа до губење на средствата, секако дека ќе видиме што може да се направи. Во однос на критиките во последниот извештај на Европската комисија дека Министерството нема капацитет да се носи со процесот, Муртезани вели дека тој заклучок се провлекува со години наназад и е резултат на одливот на кадар. Затоа најави нови вработувања во Министерството за европски прашања, но и унапредувања на, како што вели, сите професионални кадри кои што десетина години се на истите позиции. Говорејќи за бугарското вето, министерот за европски прашања вели дека владата се обидува да спречи билатерализација на прашањата поврзани со Бугарија. Според него, не смее да се дозволи унилатерален став на Софија да стане став и на Европската унија. Ние сметаме дека за сите тие документи, кои што дел се од прекорачката рамка, дел не се, со тргање на диоптријата на билатерализација, може да се најде начин ние да се движиме напред. Меѓутоа, ако се инсистира на сите тие документи да се гледа исклучиво од билатерална диоптрија, тогаш мислам дека ќе останеме блокирани понатаму. Прашан за пораките од бугарскиот премиер Желјасков дека Софија, освен уставните измени, нема да има други услови од Македонија, Муртезани вели дека Софија и Брисел упатуваат различни пораки. За владата спорен е вториот протокол, на кој инсистира Бугарија, бидејќи според Муртезани, во него има ризик за билатерализација и блокада на европскиот пат на Македонија. Даниел Василев, Сител телевизија. Опозицијскиот лидер Венко Филипче побара поддршка од власта за неутрална формулација во европските документи без додавки како современ или вековен за јазикот. Тој вели јазикот е веќе признат преку официјални договори и не смее да биде предмет на дополнителни квалификации, поради како што тврди провокации од домашната власт. Но според него далеку поголем проблем е содржината на најновиот извештај на Европската унија, кој како што оценува е најслабиот досега. Филипче повика власта заедно да поддржат неутрален став за македонскиот јазик и идентитет. Вели дека средбите во Берлин ги искористил за да лобира против придавката современ, но смета дека во извештајот не треба да стои ниту придавката вековен. Постоењето на посебен македонски јазик и идентитет, како што вели, досега се утврдени со повеќе меѓународни договори. Јас го дадов својот максимум, таму се сретнав со сите можни европарламентарци кои што беа присутни, имаше и гости во Берлин, значи не беа тоа само од СДП, од Германија, се надевам дека ќе има резултат, но сите констатираат една работа, дека таквите додавки на македонскиот јазик доаѓаат како резултат на провокациите кои што доаѓаат од нашата влада.
Тоа е сериозно влошување на нашата положба во Европската унија. И сега сакам да упатам уште една директна порака. Сакам да апелирам до ВМРО ДПМН заеднички да лобираме тоа да не се случи. Да нема таков амандман во Европскиот парламент. Да помине неутралната дефиниција македонски јазик без никакви додавки. Но Филипче смета дека ова не е најголемиот проблем кој произлегува од извештајот за напредокот на Македонија на извештувачот Вајц. Вели дека повеќе загрижува што ова е историски најслаб извештај на Европската унија, кој потврдува дека заложбите за членство на ВМРО ДПМН се само декларативни. Според опозицијскиот лидер, и во извештајот стои дека Македонија е во геополитичка изолација и опасна економска зависност од други држави. Ова говорат сите факти во однос на реформите, за кои не се задолжени ниту Бугарија, ниту Грција, туку самата влада. Најпрво, реформската агенда, степенот на реализација, укажува дека исклучиво поради неспособноста на владата, повеќе од 43 милиони евра се практично неискористени, истовремено владата не го оправдува, ниту го става во функција авансот од 52 милиони евра од планот за раст на Европската унија. Во следните 10 дена извештајот за напредокот на Македонија ни известувачот Вајц ќе се најде пред европратениците на конечно усвојување на пленарна седница. Бугарските европратеници најавија дека повторно ќе ги поднесат истите амандмани за модерен македонски јазик и идентитет, кои претходно беа одбиени при гласањето во рамки на Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. По 6 месеци полско раководство, од утре Данска ја презема председателската палка со Европската унија. Под мотото Силна Европа во светот што се менува, данското председателство ќе се фокусира на безбедноста, економската конкурентност и енергетската транзиција на унијата. Во официјалната агенда проширувањето останува меѓу приоритетите со ветување за напредок на Западен Балкан, Украина и Молдавија. Но експертите предупредуваат и покрај формалната поддршка, интересот на скандинавските држави за Балканот е далечен, што остава простор за скепса дали регионот на вистина ќе остане во фокусот на Брисел. Од утре Данска го презема кормилото во Европската унија. Оваа балтичка држава по 8 пат ќе председава со најважното тело Советот на Европската унија. Приоритетите за наредните 6 месеци веќе се објавени од данските државници. Безбедна, конкурентна и зелена Европа, имајќи ги предвид случувањата со Украина, предизвиците во енергетиката, но и ослабената геополитичка позиција на Унијата во однос на САД за најзначајните светски проблеми, Блискиот Исток и Кина. ЕУ се соочува со нов меѓународен поредок, обележан со неизвестност, глобална стратешка и економска конкуренција и зголемени нивоа на конфликти. Затоа ЕУ мора да може да действува самостојно. Силата на ЕУ лежи во европското единство, цврстата економска основа, стабилните демократии и социјално избалансираните општества, меѓу другото, се вели во официјалното соопштение на данското председателство, кое ќе се одвива под мотото Силна Европа во светот што се менува. Но што ова ќе значи за Македонија? Дали проширувањето е дел од важните политики на Данска и ЕУ? Во официјалните документи од председателството проширувањето е на врвот на агендата, како единствен начин за постигнување на стабилност на европско тло. Затоа данското председателство амбициозно ќе работи на промовирање на проширувањето на Унијата врз основа на заслуги и подготовка на ЕУ за проширување преку внатрешни реформи. Според тоа, данското председателство ќе ги унапреди преговорите за проширување со Украина, Молдавија и Западен Балкан. Проширувањето е тесно поврзано со напорите за почитување на основните вредности на ЕУ за демократија и владење на правото, се наведува во соопштението. Но ваквите формулации за домашните експерти не ветуваат многу. Сакаат земјите од Западниот Балкан да влезат во Унијата како полноправни членки, да влезат во шенгенскиот простор, да влеземе во единствениот пазар, но ова прашање веќе не е на врвот на темите кои што го предизвикуваат политичкото внимание кај граѓаните од регионите. Тоа е едната тема. Втората тема е поврзана со данското председателство, односно земјите од Балтикот и од Скандинавија, за жал во моментов имаат еден јасен фокус кога станува збор за проширувањето, и тој фокус е насочен исклучиво кон Украина, за која што се вели дека е геополитичка перспективата на ниво за членување кон во Унијата. Значи, кога се зборува за Украина, се зборува за геополитика, додека пак кога се зборува за земјите од Западниот Балкан, се користи терминот
проширување засновано на заслуги. И тука исто така се наоѓаме во една ситуација која што е неразбирлива за нас од Западниот Балкан. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Од Прилеп до Скопје за нешто повеќе од 1 час пуштен во употреба експресниот пат Фариш-Дреново. Дојде време кога државата не е банкомат за мокиници, туку мотор на развој. Летна сезона за пожари, здравствени предизвици и сообраќајки на автопатиштата. Од Прилеп до Скопје за 1 час и 20 минути. По 9 години изградба, денеска конечно пуштен во употреба експресниот пат Фариш-Дреново, делница долга 10,2 км и вредна 45 милиони евра. Премиерот Мицкоски испрати порака дека државата повеќе не е банкомат за моќници, туку мотор на развојот, а министерот Николовски го оцени проектот како втор најкомплексен по автопатот Охрид-Кичево. Конечно, после 9 години изградба, денеска свечено беше пуштен во употреба експресниот пат Фариш-Дреново во должина од 10,2 км. Инвестицијата изнесува 45 милиони евра, средства обезбедени од Европската банка за обнова и развој. Овој пат започна да се гради во 2016-та. Неговото значење е огромно со оглед на тоа дека ова е единствениот пат кој, освен ако се оди преку Скопје, ја спојува источна со Западна Македонија. Сега време траењето на патувањето од Прилеп до Скопје би требало да биде некаде околу 1 час и 20 минути. Дојде време кога државата не е банкомат за мокиници, туку мотор на развојот. Дојде време кога проектите не се рекламираат на хартија, туку се градат на терен. Дојде време кога парите од граѓаните се враќаат назад кај граѓаните преку проекти, патишта, училишта, фабрики. Пред неколку месеци беше пуштена во употреба делницата Градско-Дреново во должина од 15,5 км, вредна 37,5 милиони евра, пари обезбедени од ИПА фондовите и буџетот на државата. Со ова се изградија двата дела од предвидениот експресен пат Прилеп-Градско. Гледано како подвиг, после автопатот Охрид-Кичево, ова е дефинитивно најсложениот подвиг кој што беше за решавање. Тунелите позади нас и планината позади нив беа навистина голем предизвик. Буквално планина се помести за да се изгради овој експресен пат и да е безбеден, што е многу значајно. Патот е од огромно значење за поврзување на Тиквешијата со цела Пелагонија. Бидејќи со изградбата на овој пат ќе се зголеми развојот на овој регион, ќе се зголеми туризмот, земјоделието, а според мене мислам дека ќе се намали и иселувањето од овој регион. Беше најавено и тоа дека наскоро ќе се започне со постапка за изградба на трета лента на Плетвар во делот каде што ја нема, од каменоломот до селото Беловодица. За Сител Дарко Штарговски. Во тема на денот, како што најави вице-премиерот Александар Николовски, добро вечер, благодарам што сте тука. Добро вечер, благодарам на поканата. Се пушти Фариш-Дреново, 10 километри, рече се 10 години изградба. Зошто толку време според вас, 1 километар годишно, звучи многу? Па, ако гледате реализација, не сакам сега, други треба не фалат да се фалиме сами себе, но во последниве година дена се направи повеќе отколку во сите претходни 9 години. Се работи за комплексен проект, но причините зашто доснел се бројни од промена на изведувач. Се сеќавате дека овој проект го следеа и бројни контроверзии во однос на претходниот изведувач, имаше обвинувања дури за корупција, но суштинскиот проблем е затоа што немало посветеност. Се работи, како што кажав и денес, за вториот најкомплексен проект кој што во моментов се работи во Македонија, после Охрид-Кичево, затоа што се пробиваше патот низ Клисура, низ Дреновската клисура и дополнително се пробиваше низ планини и низ карпи. Првичниот проект според мене беше лош затоа што цела планина буквално надвиснуваше над експресниот пат. Тоа го рековте, планина поместивме буквално? Да, тоа е тоа. И минатата година ние одлучивме дека нема да правиме заштита со мрежа или со одредени сајли челични кои што беа предложени, туку дека едноставно ќе поместиме планината, односно планината ќе нема на тој дел, за да имаме безбедност. Имаше една чудна коинциденција, ние почнавме за ова да размислуваме некаде околу септември-октомври, и тоа што имаше поделени мислења, јас разбирам одредени инженери си ги бранеа собствените ставови, и јас и премиерот од прв ден бевме дека мора да е безбедно на начин што ќе се отстрани тој дел од планината.
Откако се случи она несреќа во Нови Сад со железничката станица, сите се сложија на нашето мислење. Затоа што и таму беше со одредени челични сајли таа на стрешница, па за жал заврши како што заврши. Не сакам да правам аналогии, но чисто сликовито да им објаснам на луѓето за што се работеше. И затоа одлучивме од Градско до Дреново да го пуштиме во јануари, а овој дел наместо во март, како што беше првично планирано, да го пуштиме крајот на јуни, да ги дадеме овие 3 месеци за да, како што сликовито кажавме, се помести планината. Иначе таму имаше машини кои што се како човечка рака, вака наједноставно да кажам, кои што ги дробеа карпите, дробеа планината и им требаше цели 3 месеци да ја соборат планината. Се работеше за илјадници метри кубни материјал, со цел да се заштити основната траса на патот, се поставија околу 9 метри е една просечна куќа во Македонија за да се има слика, што тампон, што гумени траки, за кога паѓа тој голем нанос, да се заштити патот. И сега веќе, откако сето тоа е изчистено, сето тоа е направено, имаме исклучително безбеден пат од една страна, од друга страна се крати патувањето до Прилеп за добри половина час, и сега веќе Прилеп е час и 10, зависно од стилот на возење. А имајте предвид дека во моментов работиме автопат од Прилеп до Битола. Тоа значи како ќе заврши автопат од Прилеп Битола. Какви се роковите за Прилеп Битола? Прилеп Битола е лето 27, еве да оставиме уште некој месец непредвидени работи. Очекувам до крајот на 2027 година да има Прилеп Битола автопат, што значи на крај на 2027 година најдоцна од Скопје до Битола со едно пријатно возење ќе се патува за час и половина до час и 40 минути. Го споредивте по тежината на изведба со фамозниот, ќе кажам, автопат Кичево Охрид. Во една прилика дури рековте тоа е make it or break it за мандатот на оваа влада според значењето. Ќе се возили ова лето по делницата Врбјани Охрид. Дали е тоа целосно известно дека ќе се случи? Да, значи веќе оние кои што патуваат кон Охрид можат тоа да го видат и со своји очи. Сега работиме условно кажано на фините работи, тоа се ситници кои што мора да се направат. Основно ние поврзување, не сакаме да остане ни едно место населено кое што нема да е поврзано, особено во општината Деврца, особено во долниот дел на општината, затоа што има села со по 2, со по 3000 жители, сакаме да ги поврзиме на автопатот, како би имале автопатска конекција до своите села. Работиме на заштитни огради, еластични огради, бележење. Значи, веќе сме стигнати до, народски кажано, финиот дел од работата. И, како што кажа и премиерот, на 12 јули, на Петровден, ќе биде отворањето, така што ќе бидете сите поканети да се види автопатот, да се изводи првата делница, а после сум убеден дека стотици илјади луѓе кои што ќе патуваат кон Охрид ова лето ќе можат да го користат и побрзо да стигнуваат до Охрид, додека крајниот рок останува крајот на следната година да се заврши целиот до над Кичево. Имавте средба викендов со вашиот бугарски колега Гроздан Караджов. Се навестували некаков договор во однос на коридорот 8, железничкиот коридор 8, а до сега не можеше да се препознае волја од бугарска страна за инвестирање во обновата на пругата, изградбата на заедничкиот тунел. Како ви е сега впечатокот после состанокот? Имајте предвид дека прв пат зборувам во јавност после таа средба и дека таа средба дојде како изненадување за многумина. Би сакал да го дадам и контекстот и суштината. Контекстот е дека ние навистина полувременски период имавме проблем средба да направиме. Морам да кажам дека дел од причините беа тоа што 7 пати имаше избори во Бугарија во последните 3,5 години. Прв пат има некоја постабилна влада, веќе од јануари месец оваа влада е во функција, што е подолго од сите претходни влади кои што траја по 3-4 месеци. И ете се најде начин, се најде модус во рамките на форумот кој што се случуваше во Истанбул да се одржи една средба. Средбата беше долга и содржајна, ние влеговме во многу детали, но на што за мене е клучно, јас тоа го кажав и на средбата, е дека мора да расчистиме дека од еден крајно инженерски, од еден крајно проектански проблем се направи политички проблем и тоа е нешто што не сме да се дозволи да се случува во иднина. Од изградба на тунел кој што мора од негде да почнува, мора негде и да завршува, за жал бугарската страна одредени структури пред предходните влади успеа да направат политички проблем што по мене е недозволиво. Се сеќавате какви се наративи и приказни стига од таму, дури и Бугарското национално собрание одржа седница на која што изгласа декларација против мене како подпредседател на владата и министар за транспорт, што е недозволиво. Тоа е во однос на политичкиот дел. Во однос на суштинскиот дел, ние од самиот старт кажавме 3 работи.
Прво, дека поврзувањето железничко со Бугарија треба да е преку тунел и тој мора заеднички да се изгради. Второ, дека Македонија треба да го заврши својот дел од работата, но и Бугарија да го заврши својот дел од работата. И трето, можеби и најбитно, ние сакаме Скопје да се поврзе со Софија, не со Крива Паланка, а од Софија и со Бургас и со Варна, со пристаништата на Црното море. И за тоа да се случи, Бугарија мора да ја модернизира својата железница. Добивме одговор на трите прашања. Прво, веќе постои согласност дека тунелот треба да се гради заеднички. За тоа ќе има средба во Брисел на експертско ниво на 16 јули помеѓу експерти од Македонија, Бугарија и Европската комисија. Второ, ќе се подпише и документ како заедничка декларација. Ќе работиме да тој документ се изработи што побрзо со тимови на највисоко ниво од двете влади. Понатака Бугарија јасно кажа дека ќе инвестира 1,5 милиарди евра на потекот од Софија до Ѓуешево и Деве Бајр граница со Македонија, што е значајно ветување и е многу поразлично од она што беше претходно. Нели претходно велеа вие завршете па ние ќе видиме, или одеа пежоративно со оние 2,6 километри кои што недостасуваат од Ѓуешево до Деве Бајр, но проблемот е дека и од Ѓуешево до Софија пругата не е во добра состојба. Она што го направија е ги враќаат назад тие 550 милиони евра кои што еднаш ги пренаменија во февруари месец оваа година, за да ја работат пругата од Софија до Перник, додека делот од Перник преку Радомир до Ѓуешево според нивните зборови ќе прават целосно нова пруга со ново проектирање кое што треба да ги заобиколи планините и да биде брза пруга со 160 км на час патнички сообраќај и 120 км на час карго сообраќај, што е нешто што ние очекувавме да го видиме, затоа што ние од наша страна трошиме многу пари. Зимата се пушти Куманово-Белјаковце, 90 милиони евра. Сега се работи Белјаковце-Крива Паланка, проценета вредност е 155 милиони евра, сигурно ќе оди нагоре до кај 190-195 милиони евра. И третата делница од Крива Паланка до граница со се тунелот, само градбата 450 милиони евра и на тоа уште 110 милиони евра сигнализација, 560, што ќе ги соберете доаѓа околу 900 милиони евра кои што треба да се дадат од македонските даночни обврзници или од европските даночни обврзници, затоа што има грант. И сега ја потрошите 900 милиони евра во држава која што не е економија број 1 во светот, во држава како Македонија, а на другата страна да немате никаква заложба, мислам дека ќе беше наивно било што да правиме од наша страна и затоа упорноста даде резултат. Тоа што ние бевме упорни сите овие месеци, тоа што презентиравме исклучиво инженерски и технички проблеми, а не политички проблеми, не донесе до ситуација да Бугарија се заложи да инвестира 1,5 милиарди, што една инвестиција вкупно од 2.400 до 2.500 милиони евра, односно 2,5 милиарди евра вкупно, е нешто што е добра вест за целиот регион, ќе се раздвижи целиот регион и секако покрај поврзувањето на коридорот 10, покрај отворањето на Солунското и пристаништето Пиреа кај Атина, секако ако можеме да ги отвориме и пристаништето Варна, и пристаништето Бургас, а во еднина доколку Албанија почне да го работи својот дел од пругата и пристаништето Драч, тоа би било идеално искористување на уникатната положба која што има Македонија, каде што два паневропски коридори се сечат нешто источно од Скопје. Разговаравте за некакви рокови Да. или останува средината на јули? Многу детална беше средбата. Значи, уште оваа недела да се реафирмира барањето за средба на највисоко ниво. Во тек на јули месец да се финализира текстот кој што заеднички би го подпишале. Во тек на јули месец Бугарија да објави тендер за делот кој што би одел од Ѓуешево до граница со Македонија. Во тек на јули месец да ги вратат овие 550 милиони евра назад. На 16 јули да има средба на највисоко експертско ниво. Во текот на јули и август да се ревидира проектот од наша страна, зборувам за делот кој што ние треба да го изградиме, и во текот на јули, август и септември заеднички двете држави, доколку се усогласиме, да побараме од Европската унија грант за изградба на тунелот како тунел кој што поврзува две држави. Идејата и наша, а ја прифатија секако и од Република Бугарија, е ова да е грант кој што би го дала Европската унија како една символика за поврзување помеѓу двете држави. Сега јас сум секојаш умерен оптимист, ставам секојаш резерва. Се надевам дека зборот ќе биде одржан, би бил многу разочаран доколку не е одржан. И еве со еден позитивен дух се надевам дека ова ќе се реализира и дека ова треба да го гледаме како проект, а не како политика.
Добро, оптимистички е да се верува. Вие велите реално, меѓутоа најчесто е оптимизам да се верува политиката на Балканот нема да замеша прсти кога станува збор за големи прашања. Добро, влеговте во првиот чекор на реализација на железничкиот коридор 10, а тоа е да најдете пари за негово финансирање. Видовме дека Министерството за финансии го продолжи рокот во кој се бара понуда од финансиските институции, од 24 меѓународни финансиски институции до 7 јули. Имате ли информација дали сега потенцијалните финансиери на проектот, кредитори имаат интереси да се јавуваат? Имате предвид дека Македонски железници инфраструктура преку Министерството за транспорт беше подносител на информацијата до влада со која што заложи Министерството за финансии да најде финансирање. Ние имаме увид во процесот, можам да кажам она што можам да кажам, затоа што дел од процесот е доверлив, а тоа е дека има сериозен интерес од неколку огромни светски финансиски институции. И тоа што побараа продолжување на рокот е многу позитивно, затоа што тоа значи дека сериозно спремаат понуда и очекувам дека ќе има конкуренција во понудата, односно дека ќе има повеќе од една сериозна финансиска институција која што ќе понуди понуда, што постеќе и натера се надпреваруваат помеѓу себе и ние да добиеме поевтини средства. И очекувам во текот на до средината на месец јули веќе јавноста да знае. Има ли потреба и во Србија и во Грција да се надогради железничкиот систем за да може да одговори на она што е вашиот проект, затоа што колку што знам, например, во Грција нема две паралелни пруги, една за товарен, една за патнички сообраќај, па каде би оделе оние наши две? Смислата на овој проект е само доколку се поврзе Грција, Македонија, Србија, Унгарија и Австрија. Ние минатата година имавме закажано и подпишување на меморандум помеѓу петте држави. За жал се случи она што се случи во Нови Сад, тоа се случи само неколку дена пред закажаниот датум и се откажа целата церемонија, но не запираат активностите. Можам да најавам дека очекувам во текот на месец јули да имам средби со представници на грчката влада, ресорните министри и соодветни други институции на кои што детално ќе зборуваме за проектот. Она што охрабрува е дека Грција алоцираше некаде околу 640 милиони евра за целосна рехабилитација на пругата од Атина до Солун. Таа е веќе брза, е со 200 км на час, со 120 км на час карго сообраќај и е двоколосечна и оди некаде до 20 км северно од Солун. Тоа што останува се 50 км од тука до Гевгелија. Гевгелија Солун е 70 нешто километри, но остануваат овие 50, за кои што иницијалната информација е дека веднаш што ние почнеме да градиме на наша страна, ќе почнат и тие да градат на своја страна, односно дека ќе имаме двоколосечна пруга која што ќе оди од Скопје преку Велес, Гевгелија, Солун до Атина. Исто така грците размислуваат и за изградба на една линија која што би одела исток-запад, односно би одела од пристаништето Александрополис преку пристаништето Кавала, секако Солун, Волос и би завршило на пристаништето Игуменица, што е секако еден проект за следни 10 до 12 години, но е нешто што уште повеќе ќе отвори бизнис и перспектива за Македонија. Во делот на Србија веќе имаат брза двоколосечна пруга од Белград преку Суботица до Будимпешта. Будимпешта Виена исто така има, сега градат Белград Ниш и бараат финансирање од Ниш до Скопје. Очекувам паралелно и Србија да гради со нас. И тоа во суштина беше целта, затоа што ние имавме конкуренција во Бугарија. Бугарија нудеше да оди по така наречениот коридор 4 пругата и на тој начин Македонија стане слепо црево. За бизнисот тоа не беше толку добро, затоа што се тоа 350 км плюс, но ако нема друг избор, ќе користеа таа пруга. Сега веќе доаѓаме ние на мапата како најконкурентни за транзит низ нашата држава, што очекуваме годишно носи најмалку 120 милиони евра на Македонија. Николовски денеска Марта Коса во Скопје, утре самит на лидерите од Западен Балкан и Европската Унија. Една година влада измина, имате чувство дека нешто се промени во нашиот однос или нашите можности со Европската Унија, затоа што постојано оваа година слушаме дека сме го вратиле достоинството, но не гледаме дека сме нашле решение. Мислам, моите ставови ги знаете и не отстапуваме. Јас од нив има една константа и една варијабла. Варијаблата е дека во делот на спроведување на реформи, и ова не го кажувам јас, го кажа релевантните министри за надворешни или амбасадори, сме далеку подобри од претходната влада. Тоа се гледа и во реализацијата на планот за раст, каде што од сите земји во Западен Балкан ние сме најнапред во реализација на планот за раст, иако мора јавноста да знае дека тој план за раст беше
скоро подготвен кога владата беше избрана, така што не е нешто што ние сме го одбрале, туку нешто што го наследивме и сепак го реализираме целосно и го реализираме најдобро во регионот. Константата е дека Европската Унија мора да ги реши сопствените прашања, мора да ги донесе сопствените одлуки и да одлучи дали ќе се проширува и како ќе се проширува, затоа што јас стојам позади она што сум го кажал, дека еден европски тешкаш од голема европска држава може да го реши проблемот со Бугарија за едно предпладне или едно попладне. И стојам позади тоа, но за тоа да се случи мора да се дадат одговорите и во рамки на Унијата како и можеле ние да напредуваме, во спротивно ќе се злоупотребува процесот, ќе се случува ова што се случува, ќе се користи за политички цели и ќе биде оценувана Македонија, што ние никогаш нема да го дозволиме и затоа ние кажавме дека под диктати нема да правиме никакви промени. Александар Николовски во тема на денот, благодарам за ова гостување. Благодарам, беше задоволство. По подолг временски период, индустриското производство покажува позитивна динамика. Во мај е забележан раст од 9,4%, споредено со мај минатата година. Според Државниот завод за статистика, скок има во речиси сите клучни сектори, се произведувало и повеќе храна, пијалаци, облека, машини, па и електрична опрема. 9,4% раст на индустриското производство во мај годинава споредено со истиот месец лани. Пресмета Државна статистика се произведувало повеќе храна, облека, машини. Според статистик, солиден скок од 18,8% бележи рударството. Кај преработувачката индустрија пак има зголемување од 9%. Овој раст главно се должи на поголемото производство на храна, на 10%, пијалаци речиси 20%, облека 18%, се произвеле и повеќе хемиски производи, фармацевски препарати, производи од гума. Најголем пораст е регистриран кај производството на електрична опрема за над 31%, машини и уреди за 18,4%, како и моторни возила и приколки за речиси 22%. Според главните индустријски групи, раст има и кај интермедиарните производи, односно суровините и полупроизводите 13,7%, капиталните и нетрајните производи за широка потрошувачка. Пат е забележан кај производството на струја, газ и пареа, каде што бројките се пониски за 11,8%. Ако ги гледаме првите 5 месеци од годината, од јануари до мај, индустријата купно пораснала за 3,3%, споредено со истиот период лани. Ова е прв пат по подолг период да има ваков скок на индустриското производство, а е важно зашто е мотор на економскиот раст. Кога фабриките и индустриските погони произведуваат повеќе, тоа води до поголем извоз, повисока вработеност и зголемен прилив на даноци во државната каса. Мартин Арсов, Сител телевизија. Со донација се вршат сериозни инвестициски зафати во Гевгелиската болница, се модернизира. Да погледнеме детали во продолжение. Болницата во Ѓевѓелија наскоро ќе добие интерно одделение уредено по најсовремени медицински и технички стандарди. Реконструкцијата е веќе започната, а проектот вреден 100.000 евра се реализира со средства обезбедени како донација од ѓевѓелиската компанија Конти Хидропласт. Со ова инвестиција ќе се изврши целосно обновување на просториите на овој дел од болницата. Реконструкцијата опфаќа градежни зафати, санација на внатрешната инфраструктура, адаптација на болничките соби и подобрување на сите услови за пациентите и персоналот. Благодарение на оваа донација, интерно одделение ќе добие комплетно нов изглед, сите просториите и за прегледи, просториите и за пациентите и сите 8 санитарни јазли колку што ги има или купател колку што ги има во тој оддел ќе бидат комплетно реновирани. Секоја соба ќе добие нови подови, нови зидови, нов санитарен јазол, а некои од собите дополнително со нови кревети, нов намештај, секоја соба ќе биде климатизирана, во секоја соба ќе има телевизор, нови медицински подови, комплетно ќе бидат реновирани и просториите за персоналот. Директорот на болницата Патрик Мат вели дека се работи за голем и многу значаен зафат, со кој нивната установа ќе добие едно од најмодерните интерни одделенија во државата. Овие донации имат едно посебно значење, тоа се хумани гестови на донаторите и од се срце им благодарам за тоа што на таков начин ќе имаме многу подобри услови и за работа и за сместување и за нормално пружување на услови на граѓаните на општина Гевгелија пошироко.
Од Конти Хидропласт порачаа дека донацијата ја реализираат со особена одговорност кон заедницата, додавајќи дека тие како општествено одговорна компанија со гордост ги донираат овие средства, бидејќи веруваат дека донацијата е за доброто на сите граѓани кои се и пациенти на општата болница во Ѓевѓелија. Според најавите, целосната реконструкција и адаптација на интерното одделение на болницата во Ѓевѓелија треба да заврши за околу 3 месеци. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Почна сезоната на летни пожари, кои се сериозен предизвик за службите. Трет ден гори шумата кај прилепското село Бешиште. Пожарот се уште е активен и сериозно се заканува, додека непристапниот терен и ризикот од скриена муниција ја отежнуваат интервенцијата. Трети ден пламените јазици кај Прилепско Бешиште голтаат борова, дабова и букова шума. Ситуацијата е опасна бидејќи се слуша пукање од муниција, а властите соопштија и дека постојат сознанија за можни неоткопани гранати во реонот. Пожарот е во близина на границата со Грција и има 2 крака. Пожарот е активен и разведен на 2 крака. Еден на Уров, во ата на село Бешиште и еден спрема Градешница, општина Новаци. Пожарот се шири кон Република Грција. Прилепските противпожарни служби се на терен, но не можат да гаснат поради тоа што теренот е непристапен. Не може да делуваат ниту воздухоплови поради муницијата. Во меѓувреме локализиран е пожарот што избувна на дивата депонија во Шуто Ризери. Вчера скопските пожарникари со огнот се бореле до раните утрински часови. Денеска направивме обиколка низ депонијата. Нидовме на чат на повеќе точки. Дојдов на кај 11:30 тука со мојата екипа тука. Имаше уште пожар, имаше и инспектори од град Скопје, па после дојда механизација од град Скопје, пожарникари и успеа да отворат патот и беше и непристоен пат. Отвараа пат, па почна да го гасат и со багери, и со противпожарни камиони и до 1:30 тамо негде пожарот веќе беше ставен целосно по контрола и беше изгаснат. Екипи го контролираат местото во случај да има повторно разгорување на некоја точка. Од утре стапува на сила забраната за движење во шуми. Кој ќе се шета без дозвола ќе си го испразни новчаникот од 1500 до 2000 евра. Забраната за движење во шума се носи врз основа на барање на субјектот кој стопанисува со шумата, тоест јавното предпријатие Национални шуми и националните паркови во Република Македонија. Значи сите граѓани што сакаат да се движат во шума, задолжително треба да се пријават кај надлежните субјекти кои стопанисуваат со шумите во Република Македонија. Забраната во моментов не важи за движење на водно, бидејќи досега немало испратено такво барање до службите во земјоделие. Габриела Лескова, Сител телевизија.